Ви благодарам многу. Ми представува голема чест што сум овде на вашава дебата и ќе ми дозволите да споделам со вас некои од работите за финскиот систем. Прво, содржината на мојата презентација. Прво ќе кажам неколку збора за мене, кој сум, што сум. И ќе ви кажам што се случува во Финска во областа на образованието. Прво, работам за академските инженери и архитекти во Финска, тоа е синдикат. Јас сум советник за високо образование, пред тоа бев студентски активист кој што работев и можам да кажам дека студентите навистина имаат многу важна улога во Финска и за развојот на нашиот образовен систем. И јас сум член на Финската социјалдемократска партија и таму работам во Комисијата за образовни политики. Овде може да видите една мала слика за финскиот образовен систем. Чисто да ви покажам дека на најдоле имаме првите 9 години, односно првите 10, бидејќи имаме и предучилишно, тоа е исто образование за сите. После тоа имаме дуален систем, каде што ученикот избира дали ќе иде во некој поопшти универзитети или ќе иде на некоја струка, стручно образование. А на високо ниво имаме некои поакадемски универзитети и универзитети за применети науки кои што се постручни. Ако изберете стручно образование и обука на возраст од 16 години, не значи дека не можете да одите на универзитет. И имате шанса да идете ако се одлучите да направите таква промена во животот. Како се случи сето ова? Како што кажа колегите, ова не се случило преку ноќ. Еве ви некои битни години, датуми од нашата историја на образованието. Мислам дека најважната работа што сакам да ја споменам тука е годината 1943 година. Знаеме дека тогаш уште безнееше Втората светска војна, но уште тогаш Финска беше спремна да вложи во образованието и се обезбеди бесплатен училишен оброк за децата во Финска. Ова беше особено важно за децата од сиромашните семејства, да барем еднаш во денот тие дечиња каснат нешто пристојно јадење. И ние исто така може да видите во областа на високото образование го градевме долго време. Ние најдовме, не само Социјалдемократската партија го градеше овој систем, туку и партиите од центарот многу ни помагна да се создаде можности за оние кои што доаѓаат од рурални средини, од посиромашни средини, така што сите да добијат можност да се школуваат. Во 2000 година беше направена првата проценка од ПИЗА, која што даде оценка дека нашиот систем е извонреден. Имаше некои нови случувања од тогаш наваму, како што кажавте, задолжително предучилишно образование имаме од 2015 година. Еве сега тука ќе кажам нешто што јас мислам дека што е потребно за да се стекнат знаење и вештини. Што треба да имаме? Дали целосна автономија на институцијата и потребно да се најде баланс всушност помеѓу националното управување и автономијата. Една рамнотежа помеѓу овие две работи. И понатаму да имаме воедначен квалитет на образованието низ целата држава. Потребни се тука политики за тоа и водство од национално ниво. Секако не е исто ако стартувате со развиен систем и ако почнувате од нула. И понекогаш треба да проверите како се одвиваат работи, како течат работите. И всушност работата е работат не само креаторите на политики, туку и наставниците, истражувачите на универзитети и така натаму. Мислам дека тоа е една од најважните работи. Дека луѓето кои што работат кај нас во образованието Финска се високо квалификувани, имаат знаење, бидејќи кога имаат знаење и се квалификувани, може тогаш да им даете автономија. Можеби вие ќе имате тогаш имате доверба во нив дека
дека не мора да ги контролирате и надгледувате цело време за да ја работат што треба да ја работат. И секако треба да се вложуваат повеќе пари во образованието. Секако кај побогатите земји тие може да се дозволат повеќе пари да вложат во образованието. Не се парите значи единствениот фактор. Секоја земја има одредена сума на пари. Туку битно е приоритетите како ќе се трошат тие пари. И како што може да видите на сликата, задолжително предучилишно образование. Во 2000 година според ПИЗа ние бевме на врвот, значи според оценката од ПИЗа. И знаеме дека трката во глобалната економија, познаење и вештини, тоа е светски надпревар. И дека земјите кои што се наши конкуренти не запират и ние не смееме да запреме. И мораме континуирано да ги правиме тие промени. Секако, различни партии имаат различни политички погледи, ставови, различни делови од граѓанското општество имаат различни ставови за тоа што треба да се подобри, но битно е да постои таа дискусија и преку дискусија веројатно ќе се најде компромис за тоа како да се направат подобрувањата и во кој правец да се движиме. И тука секако може да се искористат најразлични видови на оценувања, екстерни испитувања, но сите знаеме дека квалитетот на образованието тешко може да се измери. Тоа е тешко за мерење. Може од мобилен телефон да се измери колку брзо една веб страница се отвора, но како може да се измери колку, например, една наставничка била успешна со деца од сиромашни средини? Кога правите промени, немојте да се задоволувате само со медиокритетски промени. Ми се допадна вашата платформа. Тоа не се мали некои чекорчиња, туку тоа се визионерски работи, визионерски замисли. Секако треба да се размислува што ќе биде следниот чекор секогаш. Но гледајте, тоа е една од работите што ви ја советувам. Гледајте кон звездите, не се задоволувајте со малку. Неколку карактеристики на финскиот систем. Нашиот систем е бесплатен, значи се финансира од државниот буџет, од даноците на даночните, што ги плаќаат даночните обврзници. Значи, тоа е, сакаме сите да имаат пристап до него. За да некој се запише на факултет, да не мора да има богати родители. Сакаме да бидеш што подостапен за сите. Секако имаме и доста една сеопфатен систем на заеми за студенти и дури значи грантови за студенти. И да не мора да зависат од нивните семејства, значи студентите добиваат пари од државата во вид на грантови или во вид на заеми. И да, тоа ја чини владата во тој момент одредена сума на пари, но ако добие добро едуцирани кадри и едуцирана работна сила, тоа ќе го вратат преку плаќањето на даноци и тоа е исплатлива инвестиција. Како што видовте од сликата, сите тие стрелки, нели, што беа во тој диаграмот, ние во нашиот систем немаме она што би се нарекло ќорсокак. Значи нема место кај што стигнуваш до ќорсокак. Ако стигнеш, да речеме, во одреден момент до одредена точка од, да речеме, од образовниот систем, тука нема ќорсокак, него можеш да, ако речеме си учел нешто општо образовно, па одлучиш да станеш водоинсталатор, можеш и тоа да го направиш. Значи нема затворени улици и нема ќорсокаци. Тоа е една од главните карактеристики на нашиот систем. И сите политички партии даваат подршка на ова. Секако тоа е битно. Кога ќе го подобрувате вашиот систем, гледајте да нема ќорсокаци. Можеби да
да речеме, да биде и оние со пократко образование, со помал број години во, да речеме, средно или во средно образование, да можат и они да се запишат на високо образование. Кога зборувавме за квалификациите на наставниците во Финска, сите наставници мора да имаат магистерски степен. Значи тоа е според Болоња вториот циклус и тоа е така одамна. Значи сите се магистри, сите имаат добар научен бекграунд, а секако и педагошки бекграунд. И ние им веруваме дека тие нашите деца ги учат правилно. И не е само нивото на образование она што е битно. Во Финска наставничката професија, професијата наставник, учител е многу високо вреднувана затоа што најдобрите наши студенти на универзитетите сакаат да станат наставници после во животот, професори, учители и слично. И токму во редовите на наставниците ние ги имаме најдобрите студенти кои биле тие подоцна стануваат наставници. Обично сите знаеме дека луѓето не сакаат да работат многу во јавниот сектор, повеќе сакаат во приватниот, бидејќи таму се платите подобри. Но ако високо ви ја вреднуваат работата, професијата, секој ќе сака да отиде таму, иако можеби во приватниот сектор би бил повеќе платен. Во однос на автономијата, многу е важно. Имаме високо ниво на автономија на универзитетот. Нашите основни училишта, значи, постои национален курикулум, национална наставна програма, но после таа национална програма, они имаат право да одлучат што таа национална програма значи за тоа конкретно основно училиште. Тие си создаваат, си го моделираат својот курикулум, својата наставна програма. Ви реков дека нашите наставници се високо квалификувани и секогаш ги носат вистинските одлуки. Во овој момент ние немаме просветни инспектори или просветен инспекторат како. Секако ако има тужби или поплаки, има бирократска процедура што тоа се решава, но кај нас работите многу мазно течат и скоро да нема причина да се мешаме во работата на училиштата. Тие нека си ја работат својата работа и понекогаш политичарите тешко тоа го сваќаат дека треба да ги држат рацете настрана од училиштата, бидејќи тие си ја знаат работата и си ја работат како што треба. Инаку во 2010 година им дадовме уште поголема автономија на универзитетите. Во минатото тие беа практично дел од Министерството за образование, односно од владата. Си имаа своји управни одбори и сето тоа, но во моментов се тие целосно одвоени од државата. Тие не се приватни, тие се повеќе еден вид јавно-приватно партнерство. Финансирани од државата, но државата не одлучува каква ќе биде наставната програма на тој универзитет. Тие си одлучуваат, значи, какви ќе бидат истражувањата, каква ќе биде програмата и слично. И многу важна работа. Еднаквост. Секој да биде едуциран. Бидејќи на возраст од 7, 8, 9, 10 години, тешко може човек да се одлучи што сака да стане во животот. И затоа сакаме секој да добие образование, сите да останат во образовниот систем. При првата PISA проценка врвните 10% што ги имавме беа на исто ниво како во најдобрите земји. Но големата разлика меѓу нас и нив беше тоа што најлошите 10% ни беа многу пониско отколку во другите компарабилни земји. Студентските организации играат голема важна улога во Финска. Например, овие студентски домови. Најголем дел од нашите студентски домови во Финска ги се изградени од страна на студентските организации. Тие се финансирани од државата, но ние веруваме дека студентите знаат најдобро што им е потребно. Така што
На универзитетите за применети науки, на тие независни студентски организации им даваме време и финансиски средства да ги изградат овие домови, се што треба, значи секако и ние како студентски организации сме демонстрирале ако нешто владата направи лошо, значи ние сме независни и спремни ако треба да излеземе на улици. Во Финска не излагаме до душа многу на протести, но имаме неколку пати сепак излезено на улици. Исто така силните синдикати се значи исто така вклучени во напорите за подобрување на образованието, бидејќи тука се и организациите на работодавачи. Ние, например, мојот синдикат многу соработуваме со Сдруженијето на работодавачи, односно со Стопанската комора, за да добиеме што подобри кадри во делот на архитектурата и инженерството. И на тој начин, кога имате силни синдикати, се обезбедува значи систем на контрола врз владата и она што таа го работи. И образованието, секако ќе кажеме дека образованието е инвестиција и дека мора да се инвестира во образованието. Во Финска, мислам дека се сме сега на една пресвртница со сегашна економска рецесија и некои резови на буџетот. Во Финска сега сме до некое ниво кај што вршиме резови и на образовниот буџет. Нашата демографија е таква да имаме се помалку и помалку деца. Поради тоа може да се оправдани одредени резови во тој смисол, но мислам дека сега доаѓаме до тоа ниво кај што сме во зона на опасност, така би рекол. И она што е битно е што и сегашнава влада вели дека образованието и покрај тоа што направиме некои резови на буџетот за образование е нешто на што мораме да се фокусираме. Финска добро стои во однос на ОЕЦД земјите, не сме на врвот, мораме да признаеме. Значи имаме исто така извонредно здравство, извонредна социјална заштита и голем дел се трошат и за овие сектори. Но, ако ги погледнеме тие 34 земји членки на ОЕЦД, ние сме во првите 10 во однос на, ако земете според број на студенти или според сума износ процент за образование од бруто домашниот производ. Нашиот систем, иако имаме и приватни училишта, сепак е јавен, главно, како што слушнав, значи имате и приватни универзитети. Но во Финска, ако имате приватна високообразовна институција, не е дозволено значи да се наплатуваат школарини од студентите и затоа универзитетите ги финансира владата. И сметаме дека тоа е добро решение, тоа што има таа јавна димензија, бидејќи направивме некои споредби со некои врвни универзитети во Соединетите Американски држави, што се навистина најдалеку отидени во споредба со сите земји. Но, например, на МИТ во Масачусетс, тие имаат огромни пари од грантови од сето тоа, но имаат и средства добиваат од Пентагон, од службите за безбедност и така натаму. Значи во секоја земја, во секоја успешна земја, доброто високо образование е придуслов, но исто така и доброто основно образование не е со приватни пари, туку главно е со јавни пари. Ви благодарам, мислам дека ова беа некои мои идеи и можеме да имаме една дискусија.